По покана на фирмата Конфи Ангел, денес не е присутни тука да се запознаеме со бизнис плановите на оваа фирма за наредниот период. Имат одлични планови пред се проширување на капацитетите и вработување на нови луѓе. Конфи Ангел во овој период стана навистина еден голем македонски бренд и пошироко, бидејќи производите кои што и произведуваат се навистина со доста висок квалитет, кои што производи се пласираат на познатите европски пазари. Локалната самоуправа секогаш е партнер со бизнис секторот и секогаш ги согледува потребите и работи со цел да подобрување на квалитетот на работење на фирмите и овозможување услови за инвестирање и вработување на нови луѓе. Исто така имаат една прекрасна идеја која ќе ја спомни и менаџерот, значи госпоđica Јакимовска, која што навистина со менаџерскиот тим одлично ја водат оваа фабрика и од едно мало фабриче прерасна во фабрика со негде околу 600 вработени со можност за уште поголемо проширување и зголемување на капацитетите. Една од причините за иницијативата за ова средба денеска од страна на градоначалникот на локална самоуправа на општина Прилеп е идејата на компанијата Конфи Ангел, што сакаме да ја реализираме во месец мај. Имено сакаме да аплицираме до Гинесовата книга на рекорди во изработка на најголемата перница на светот. Досегашната е изработена со пододредени димензии, ние сакаме да ја надминиме и секако дека во соработка со локалната самоуправа ќе го реализираме, тој истовремено ќе представува добар маркетинг не само за компанијата во светот, него и за нашиот град и за нашата општина. Марија ни го прифати идејата, му се допадна и тоа ќе биде нареден проект на кој што заедно ќе го работиме. Фирмата Конфи Ангел не само што добро работи, вработува луѓе, пласира производи на пазарот, има и огромна општествена одговорност со реализација на голем број хуманитарни активности во текот на годината. Ова година, претходната година беа домаќини на најголемиот празник, градски празник Свети Никола. Исто така во организација на турнирот во мал фудбал, кој е најголем во Македонија, прераснува во еден традиционален турнир и тоа во чест на празникот исто така Свети Никола, кој што го започна и таткото на Ирена. Тој турнир навистина пример за фирма во една општина, како да работи, да вработува луѓе, да постигнува резултати, меѓутоа да има и општествена одговорност.